Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Земјоделците се ослободуваат од обврската да ги подмируваат долговите кон управата за јавни приходи, за да добијат субвенции од државата. Таквата новина е содржана во измените на Законот за земјоделство и рурален развој, чија примена започнува годинава. Земјоделските производители кои поднеле барање за добивање субвенции не мора да докажуваат дека ги платиле обврските кон управата за јавни приходи за да им бидат исплатени парите. Тоа се дел од новините што се воведуваат со измените на Законот за земјоделство и рурален развој, а чија примена се очекува за оваа година. Според предложениот текст на законот, за корисниците на средства од субвенции престануваат да важат условите за подмирени обврски по други основи, што не се во областа на земјоделството, односно обврски за кои е надлежна управата за јавни приходи, како и условот за подмирени обврски по основ на склучени договори за користење средства од компензацијски фондови од странска помош, за кои е надлежно Министерството за земјоделство. Исто така, предвидено е исплатата на финансиската поддршка од државата, односно на субвенциите, да биде во законскиот рок, најдоцна до средината на тековната година, за што потврда даде и министерот за земјоделство. Јас сум убеден дека 90% од исплатата која што треба да ја направиме за 2017 година, ќе направиме во законскиот рок кој што е до 36.2018 година. Тоа го разговаравме со директорот и очекувам дека со оваа година веќе ќе се вратиме во нормала за да се субвенциите ги добивате тогаш кога се потребни, тогаш кога ви треба за инвестиции и за земјоделското производство. Изменувањето и дополнувањето на Законот за земјоделство и рурален развој е во предвладина процедура, а достапен е на единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија, каде во наредните 10 дена можат да се даваат коментари, дополнителни предлози и сугестии од страна на засегнатите. Со измените во законот е опфатена и зелената нафта или, како што се наведува, поддршката на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Предвидено е оваа поддршка да изнесува до 50% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво, а ќе се доделува со давање платежни картички за набавка на гориво во определен износ. Виница и Банско се вмрежуваат во нови меѓугранични проекти. Прва официјална средба на градоначалникот Ивица Димитров со градоначалникот на збртимената општина Банско од Република Бугарија Георги Икономов. Во насока на продолжување на досегашната соработка, градоначалникот Ивица Димитров во текот на вчерашниот ден ја имаше првата официјална средба со градоначалникот на збртимената општина Банско, Република Бугарија Георги Икономов. Средбата се реализира во пресрет на предстојните конкурси за аплицирање со меѓугранични проекти, финансирани од европските фондови. Двајцата градоначалници разговараа околу досегашната пракса и искуства со изработка на заеднички проекти, а се договараа и околу идеите за нови предлог проекти, како нова можност за искористување на европските пари. Туризам и животна средина се приоритетните области кон кои се фокусирани двете општини, но деновиве се очекува да ги прецизираат и да ги стават на хартија конкретните проекти. Соработката со општина Банско од Република Бугарија продолжува и во областа на образованието, спортот, културата, археологијата. Им беше заеднички констатирано и од двете страни. Според бројот на издадени градежни дозволи, локалната самоуправа на Кочани е на прво место во источниот регион. Кај нас се скоро една половина од вкупниот број такви дозволи за еден месец, додека кај некои општини е регистрирана намалена градежна активност. Вкупно 8 градежни дозволи за еден месец издала општинската администрација во Кочанската локална самоуправа, што ја искачува во врвот на општините во источниот регион. Оваа бројка се однесува само за месецот ноември минатата година и е за околу 50% од вкупно издадените градежни дозволи во сите 11 општини. Во однос на претходниот месец, тоа е скоро двоен пораст на издадените дозволи, а нешто повеќе изнесува во споредба со истиот период една година порано. Сепак, евиденцијата на издадените одобренија во изминатите години бележи опаѓање, зашто една од причините е застојот во понудата на градежни парцели за индивидуално домување и за комерцијална изградба во текот на 2017 година, со што имаше и намален интерес за градење.
Податоците покажуваат дека лани во текот на ноември во источниот регион били издадени вкупно 17 градежни дозволи, пред се во Кочани и Штип, додека само по една во Зрновци, Делчево и Берово, а во другите општини во наблюдуваниот период воопшто немало градежни активности. Од вкупниот број издадени градежни дозволи во Кочани, 7 биле за објекти за индивидуално домување на физички лица, а само една за деловен објект на правно лице. Предвидената вредност на објектите што започнале да се градат во ноември изнесува околу 18,5 милиони денари, што е за околу 40% помалку во однос на истиот месец една година порано. Општина Чешиново Облешево го донесе годишниот план за јавни набавки за 2018 година. Амбициозната програма чини близу 100 милиони денари, од кои најголем дел, односно околу 80%, се планирани за инфраструктурни инвестиции за водовод и канализација. Над 80 милиони денари се планирани за инфраструктурни инвестиции во општина Чешиново Облешево во текот на оваа година, а за што покрај сопствени ќе се користат и средства од други извори на повисоко ниво на власт. Толкова е сумата што е предвидена со годишниот план за јавни набавки за извршување на градежните работи, а за што локалната самоуправа ќе објавува огласи за тендерска постапка. Најголем дел од парите, односно околу 50 милиони денари, се планира да бидат наменети за 3 капитални инфраструктурни зафати, што беа најавувани уште во предизборниот период на минатогодишните локални избори. Над 19 милиони денари се предвидува да чини изградбата на канализацијата и пречистителната станица за отпадни води во селото Спанчево, а за што повикот за прибирање понуди треба да се распише на крајот на летото. Слична сума за истата намена се планира и во селото Бање, каде постапката треба да започне во мај. Третата најголема инвестиција за оваа година што е предвидена во планскиот документ на општината е изградбата на водоводот во селото Чешиново, за што се наменети 15 милиони денари. Останатите над 30 милиони денари се за изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Соколарци, за детска градинка во Спанчево, за асфалтирање на улици во населените места, изградба на Боров мост на Кочанска река меѓу селата Чифлик и Облешево и слични зафати. Амбициозната програма за јавни набавки предвидува и изградба на улицата Христијан Тодоровски Карпош во Чешиново, што треба да чини над 13,5 милиони денари. Покрај градежните инфраструктурни вложувања, локалната самоуправа на Чешиново Облешево во планот за јавни набавки предвидува и обезбедување различни видови услуги, што би чинеле десетина милиони денари, како и набавка на стоки, за што би се издвоиле близу 5 милиони денари. Кочанските основни и средни училишта подготвени за стартот на второто полугодие. Направена е целосна дезинфекција и темелно чистење на сите простории во школските установи, и тие подготвено ќе ги дочекаат учениците. Основните и средните кочански училишта се подготвени за стартот на второто полугодие. Одговорните велат дека се преземени сите мерки за успешен старт на полугодието во однос на евентуални поправки и чистење на работните простории. Се уште е во тек зимскиот распуст, односно после завршувањето на првото полугодие. Од 22 јануари почнува со работа во второто наставно полугодие. Како училиште ги направивме сите потребни подготовки, односно направивме одржување, очистување на работните простори на подот, на училниците и така натаму. Од страна на Центарот за јавно здравје се изврши дезинфекција и дератизација на работните површини. Наставниците овие денови ги искористија за сумирање на резултатите кои за усвоените знања во текот на прво полугодие, евентуалните прилагодување на наставните планови за второто полугодие. Сега се спремни сме за уште еден успешен почеток на второто полугодие во учебната 17-18. Нашево училиште за стартот на ова второ полугодие е целосно подготвено. Ова го велам од причина што во текот на изминатиот период од 2-3 недели за време на распустот на нашиве ученици, ние како организација, како колектив спроведовме низа на активности со кои што мислам дека ги подобривме условите, се со цел да можат учениците, значи кога ќе се вратат во нашево училиште, нормално да започнат со наставно-образовниот процес. Во контекст на тоа, јас би сакал да надодадам дека во текот на овој изминат период, како што реков пред малку, од неколку недели, ние спроведовме неколку активности.
за подобрување на условите. Во текот на изминатиот период имавме оштетување во неколку училници на подот поради протекување на нашата кровна конструкција. Тоа е еден проблем кој што се провлекува неколку години наназад и за кој што се надеваме во текот на следниот период дека ќе го решиме. Освен ова, во текот на овој период беа спроведени и низа други активности, како подобрување на осветлувањето во повеќето училишни простории, подобрување исто така на водоводната инсталација и целата водоводна инфраструктура во нашево училиште, како во санитарните јазли, така и во останатите простории од нашиот објект, односно од нашево училиште. И ова го зборувам не само за овде за централно училиште, туку и за подрачните училишта со кои што располага нашево училиште. Освен ова, се направи и темелно чистење на сите простории во училиштата, со што значително се подобри хигиената во установите, а тоа го потврдија и од Државниот санитарен инспекторат, кој што во изминативе денови направиле увид, при што констатирале дека училиштата се подготвени и наставно-образовниот процес во второто полугодие од 22 јануари понеделник може да започне. Донација во клупи и столови за Средното општинско училиште Лјупча Сантов од Министерството за образование и наука. Од училиштето се надеваат дека со ресорното министерство ќе се најде начин на отпочнување на реализација на најприоритетниот проект за училиштето – санација на санитарните јасли. 60 нови клупи и 120 столчиња донираше Министерството за образование и наука за потребите на Средното општинско училиште Лјупча Сантов Кочани, информира од училиштето. Оваа донација е добре дојдена, велат одговорните на школската установа. Деновите со претходниот месец одлука на влада истите беа и официјално предадени во употреба на нашето училиште, остануваат уште да бидат подпишани договорите од наша страна и од страна на општина Кочани, така да уште една добра и позитивна вест дека ќе имаме нови клупи и нови столчиња кои што се надам дека ќе допринесат за уште поуспешна работа на училишниот центар. Левков додаде дека до крајот на оваа година се надева дека ќе биде отпочнат и најприоритетниот проект во моментов за училиштето, а тоа е санација на санитарните јазли, за кој што се надева дека од страната на Министерството за образование и наука ќе се најде начин и разбирање за неговата итност во реализацијата. Околу 2000 евра се собра од синокешната хуманитарна забава што се организираше за Методи Митев од Кочани. Тој јавно искажа голема благодарност што во овие 2 и повеќе години, откако почна со собирање на средствата, голем број граѓани и институции му излегоа во пресред и донираа за негова помош, бидејќи со некои ситни недостатоци, парите за операцијата во Кина закажана за 15 март скоро се собрани. Преполна сала, весели луѓе и многу донирани средства. Вака помина хуманитарната забава за помош на Методи Митев, што се одржа во хотел-ресторанот Аледар. Од влезниците, од хуманите граѓани и од донираниот промет од страна на собствениците на Аледар, Методи Митев синоќа собра уште околу 2000 евра, зашто јавно се заблагодари на сите што беа вклучени во организацијата. Сакам да упатам една голема благодарност до сите граѓани за што ми ја дадоа вчера поддршката, што се одржа хуманитарната забава во ресторант Аледар. Од хуманитарната забава се соберени 123.500 денара. Парите се пуштени на сметката. Благодарност до спонзорите, до пејачите сите што беа на хуманитарната забава. Како што реков, благодарност до вас граѓаните, како секој пат и сега што ми ја дадовте поддршката. Благодарност до ресторант Аледар, што се реши и тој да се приклучи во хуманитарната акција, да можем да ги соберам потребните пари за моето лекување во Пекинг. Од карти се соберени 54.000 денара пари, од промет од собствениците на ресторант Аледар ми донираа 65.000 денара и 5.000 денара имав од кутијата што беше поставена за донации. Така да сакам да ви кажам дека
Сега ми остануваат уште некоја си ситна пара. До сега имам соберено 33.000 евра, значи до 34 са уште 700 евра. Значи тоа са, можеме да речеме дека сме веќе на крајот и сме спремни во март за лекување, да заминеме на лекување. Така да, ако можете и имате волја да ми помогнете уште малку, да можам да ги соберам и тој мал дел од парични средства и на 15 март да заминам на лекување. Воедно сакам да упатам една голема благодарност за претходно одржаниот концерт, што беше одржан во спортската сала, што во спортската сала беа соберени 6.000 евра пари. Благодарност јавно до општината Кочани, до пејачите, до организаторите, спонзорите. Присутните гости ги забавуваа естрадните уметници од македонската музичка сцена: Сузана Гавазова, Владко Миладиновски, Владко Лозановски, Ване Грозданов, Ибуш Ибраимовски и Ристе Ристевски, како и Бумбари бенд, кои што цела вечер свиреа со пејачите. Ми се јави порано. Вака, Чичко Ибуш вика, јас вака, сакам нешто хуманитарен концерт, реков, може би така, зборува детево. Ај, ми се јавува пак повторно, сега викам доаѓам. Сигурно доаѓам. Испаѓа дека јас не можам да дојдем, колата ми ја зема син ми отиде за Загреб. Што да правам, јас му ветив на детево такси, прашувам такси, ми барат нешто многу. Се јавив кај Ристе Ристевски, викам, ај, синко, појди од кај мене, земи ми и мене заедно да си дојдеме во Кочани, да отпееме, да придонесеме за што побрзо да ни оздрави Методи и да се молиме, секогаш молитва кон Бога за негово оздравување. Вика, ако Чичкуш доаѓаме, супер ме, зеде Сабале, дојдов и јас се осеќам исполнет да ви кажам зашто јас сакам многу да помагам ако можам. Било како. Со големо задоволство ја прифатив поканата, бидејќи јас сум навистина хуман човек, сакам да помогнам на секој, така да не ми представуваше проблем да дојдам овде, да дадам свој допринос колку што јас можам за да биде забавата успешна и да имаме посетители во волкав број, колку што не има моментално. Ние секогаш кога сме биле слободни, кога сме имале прилика и можност, сме доста често пати учествувале на хуманитарни концерти, така и да и во ова пригода. Прво ви благодарам на поканата на вас и секогаш во секое време можете да рачунате на нас, како за сега и за воиднина. Па секогаш е одлично кога можеш да помогнеш барем па и малку, меѓу пејачи и пејачки, сите по малку, дека ќе се да му помогнем на Методи да успеем. Имам снимено неколку numeri кои што треба да бидат издадени и спромовирани во 2018 година. Покрај тоа има некои големи евенти кои што ги планирам во текот на 2018, така да нема запирање, мора да се работи на македонска музика и се надам дека што повеќе ќе и медиумите ќе излезе во пресред, да биде испочитувана таа македонска музика, поради тоа што ние живееме во сопствена држава кај што треба да се негува тој македонски јазик, кирилицата. Организаторите, освен до естрадните уметници кои што пееја за помош на Митев, упатија и голема благодарност до спонзорите кои што несебично прифатија да помогнат: печатницата Мастерпринт, ресторанот Аледар и медиумите Радио Ла Коста, Канал 5 и Канал 8 телевизија. Следува информацијата од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани ги започна подготовките пред почетокот на пролетниот дел во првенството на првата фудбалска лига за жени. За сега се реализираат редовни тренинзи во сала, пошто ќе се продолжи на стадионот Никола Мантов, а во план е и одигрување на неколку пријателски контролни надпревари. Пред стартот на пролетниот дел од првенството во првата македонска фудбалска лига, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани ги започнаа стандардните подготовки. Поголемиот дел од екипата редовно доаѓа на тренинзите што се одвиваат секој ден. Пристапот кон подготовките е сериозен, а од стручниот штаб се задоволни од одзивот и начинот на работа. Тренерот Оливер Јовановски вели дека со навремениот старт на подготвителните активности очекува до почетокот на вториот дел од првенството екипата да влезе во форма.
Првиот дел од подготовките ќе се одвиваат во училишната става при основното училиште Никола Карев Кочани, поради временските прилики, а во почетокот на февруари месец се надеваме, ако дозволат временските прилики, дека ќе излеземе и на стадионот Никола Мантов во Кочани. Инаку, што се однесува до играчкиот кадар, нема звучни засилувања за женски фудбалски клуб Кочани. Ќе се потпреме на старите фудбалерки и на фудбалерките од младинскиот погон. Се надеваме дека припремите ќе протечат во најдобар ред, дека екипата ќе биде добро припремена како физички, така и на техничко-тактички план и дека во средината на февруари месец ќе одиграме неколку контролни надпревари за да можеме што поспремни да го дочекаме почетокот на новата сезона. Според Јовановски, известно е дека во продолжението на првенството од екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе недостасува стандардната првотимка Николова, која веќе најавила оти заминува во странство. Инаку кочанскиот праволигаш ја заврши есенската сезона на 8-то место со 10 бода, а пролетниот дел во првата фудбалска лига за жени ќе стартува во март. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.